Почитувана председателка на Државната комисија за спречување на корупција, добре дојдовте во Собранието на Република Македонија. Почитуван подпредседател, почитувани колешки и колеги пратеници. Денеска сите се согласивме, барем во најголем дел она што беше дискусијата, земајќи ги дневните политички случувања, дека навистина имаме значаен документ за дискусија, тоа е Националната стратегија за спречување на корупција и борба, односно судир на интереси, со акцијскиот план кој што е за 2021-2025. Го поздравувам овој документ и апсолутно давам поддршка на Националната стратегија за корупција заради тоа што навистина потребна. Впрочем, вие тоа го констатирате и во самата стратегија, каде што велите дека, за жал, Македонија има висок степен на корупција и тоа го констатирате многу јасно во голем број на области. Јас ќе искажам благодарности до институциите кои што ги споминавте, особено до делегацијата на Европската унија и ОПСА во изработката и на анализата, но и поддршката која што ви ја дале национална стратегија. Го поздравувам документов, иако искрено оно што повеќе ме загрижува, а би сакала да го видам, е неговата имплементација. Овој документ не сме да остане само на хартија и верувам дека сите чинители во Македонија ќе се задолжиме навистина за да истиот се имплементира, бидејќи ако за нешто се согласуваме дека корупцијата не може да донесе напредок и развој на државата или на било кој сектор во Македонија. Дека оваа стратегија е потребна и тоа не само на хартија, ни укажа скоро целиот овој изминат период ги имаме по новите извештаи, не само извештаите на Европската комисија, тоа беше констатирано и во извештајот на господинот Илхан Кјучук, кој што е известувач на Европскиот парламент за Македонија, тој истиот го констатира во извештајот. Оценките и препораките на Греко, тука мои колеги скоро сите го споменав на оценката на Transparency International, која што за жал овој пат не сместува некаде на светско ниво со земји како што се Панама и Монголија, додека на европско ниво ние навистина сме на дното. Дека оваа национална стратегија е повеќе потребна и односно пораката која што е испред на помошник државниот, односно заменик помошник државниот секретар на Соединетите Американски држави, господинот Мејту Палмер, кој што вели дека од март во оваа година, во 2021, тој вели владата подобро да се справи со корупцијата, од што ќе зависи дали и НАТО членките ќе инвестираат во Македонија. И мислам дека тука беше многу јасна пораката колку за жал ние имаме алармантна состојба во Македонија и тој со таа негова порака многу јасно најави она што веќе потоа го констатираше извештајот на департментот, а тоа е дека повторно ние се соочуваме навистина со висок процент на корупција. Драго ми е што оваа стратегија е на линија со овие извештаи кои што ги споменав, тоа јасно е нотирано, се повикуваат и на нив и убаво е констатирано, се наведени тие 13 области, иако велам убаво од аспект дека ќе ви помогнат при имплементација, за жал не е позитивно од аспект на призмата на корупција, што постои толку висок степен на корупција во вакви значајни области кои што вие ги имате констатирано. Точно е тоа дека овие се сектори каде што безмалку секој граѓанин, физичко па дури и правно лице се соочува со висок степен на корупција, дали е тоа во животната средина, земјоделството, образованието, за жал здравството. Мислам дека овдека скоро па во Македонија да не постои човек, но и надвор, кој што не би можел да набрави барем по еден голем крупен корупцијски скандал и навистина потребни се сериозни чекори. Сметам дека навистина е потребна коренита промена кога станува збор за корупцијата и антикорупцијските политики. И она што го забележа во вашата национална стратегија е дека и вие се заложувате да се воведат едукативни содржини во делот на средното образование. Од тука во овој контекст и сметам дека е многу значајно, барем на дадена возраст, да почнеме да ги запознаваме нашите помлади, оние кои што за жал се заменуваат токму заради овој проблем,
со антикорупцијски содржини. Меѓутоа, ќе ја искористам оваа прилика да ви поставам и прашање. Дали сте консултирани од страна на Министерството за образование и наука за изучување на антикорупцијски содржини за идните првачиња? Ова е текст кој што во рамките на својата објава го објави Министерката за образование и наука, господјата Мила Царовска. Само еден ден, мислам дека кога ја видов веста немаше поминато повеќе од 17 часа. И дали сте консултирани за еден ваков курикулум, особено заради тоа што би требало најверојатно тоа да иде повеќе на јавна расправа и да се слушнат повеќе мислења, дали тоа е соодветна возраст идните првачиња да изучуваат на ваква содржина. Друго е она што вие јасно го имате наведено во средното образование. Во однос на акцијскиот план, сите активности се предвидени во втората половина од 2021. Ние веќе сме овдака април и за жал процедурите се надевам рамка на предвидените мерки. Навистина, чисто пати тоа го говорам од тука, јас не верувам дека може да постои мерка каде што нема да има финансиска импликација. Би сакала да е тоа така со оглед на сериозната економска криза со која што се соочуваме како земја, но никогаш тоа чувство дека одредена мерка не предвидува финансиски импликации, говори дека само таа мерка би останала на хартија, а не би ја видела светлината на денот. Тука најверојатно би требало во комуникација со институциите подетално да се разработи и тој дел. Жалам што во изминатиот период навистина сведочавме како државната комисија беше помал приоритет во однос на владините политики, а никој друго министерство беше во однос на организација на капацитетите, но еве сега знам дека сте конечно имате услови за работа, но нешто што е многу позначајно од условите за работа се надлежностите кои што ги имате. За жал денеска малку слушнавме од дискусијата, драго ми е што координаторот го отвори како прашање. Сметам и ценам дека ние сериозно треба да се заложиме за зголемување на надлежноста на Комисијата за спречување на корупција и на вашиот тим. Пред самиот крај сакам да потсетам дека особено значајно сите да се заложиме да ја освоиме оваа национална стратегија и навистина да оваа стратегија ја види својата имплементација во целост, затоа што истата е согласно новата методологија за предпристапни преговори, каде што борбата за корупција ќе се разгледува како хоризонтално прашање во сите релевантни поглави, односно кластери. И врз основа на резултатите кои што ние ќе ги испорачаме во овој дел, ќе зависи нашиот напредок во однос на европската интеграција. На самиот крај посакувам успех во вашата реализација на визијата и мисијата, како што е наведено уште на самиот почеток на националната стратегија, и навистина посакувам за граѓаните пред се, а потоа и за нас како држава, да видиме ослободување на ова општество од стегите на корупцијата. Ви благодарам. Благодарам.